Двете кочанки кои со симптоми на труење се донесени во инфективното оделение Штип се добри и пуштени на домашно лекување. По приманата терапија, симптомите кај нив се повлекле и тие се во добра општа состојба. Девојките во болница завршија по консумација на храна во познати кочански локали, но точната причина за труењето се уште не е утврдена. Сомнителни се производите од мелено месо кои ги јаделе непосредно пред да им се појават симптомите на труење. Сепак, конечниот одговор за тоа дали храната во рестораните или нешто друго е причина за труењето треба да го даде санитарниот инспектор. Од клиничката болница предупредуваат дека високите температури значат и опасност од зачестени труења со храна, па уште еднаш препорачуваат да се внимава што и како се јаде. Најризични за консумација во текот на летниот период се производите кои содржат во себе термички необработено јајце. Исто така ризични за консумација ќе бидат и плескавиците, кебапите, значи приготвени во мелено месо кое многу брзо се расипува, како и шунката, сите тие сувомесните производи, колбасите. Двете кочанки се први случаи на труење со храна годинава. Вообичаено во текот на летните месеци, пациенти со стомачни тегоби на инфективното оделение во Штип има најмалку по 10 месечно.